од англиски на македонски јазик ја превел пиесата Венецијански трговец. Се претпоставува дека од англиски на македонски бил превел и од пиесата Ричард III. Во затворска келија во Триполи, Либија, на македонски јазик е преведена Шекспировата пиеса Венецијански трговец. Штипјанецот, војводата Тодор Лазаров, е всушност и првиот македонски преведувач на Шекспирово дело. Оригиналниот ракопис, кој бил напишан во 908 година, се чува во архивите на Националната библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Се претпоставува дека има не целосно, но дека има и дел од Ричард III превод. Тоа е многу интересно затоа што тој бил една маркантна фигура, револуционер, кој што по тоа време завршува во Либија во затвор и таму се среќава со делото на Шекспир. Во музејот во Штипско Новосело се наоѓа и восочната фигура на Тодор Лазаров. Тој бил маркантна историска личност, роден 1869 година во Штип, потекнува од богато трговско семејство. Добро го познавал англискиот јазик, а во Штипската гимназија учителствувал заедно со Гоце Делчев, Даме Груев и Мише Развигоров. Лазаров заедно со Ѓорче Петров е осуден за убиство на србоманот Јордан Бабанов, а по 4 години се самоубива во Скопскиот затвор. Пред почетокот на Балканските војни во далечната 1912 година, тој решил да си го одземе својот живот така што го напишал своето проштално писмо. Писмото се состои од тоа дека тој секако знае дека ќе заврши неговиот живот, не може да му помогне на македонскиот народ во одбрана од страна на османлиите, односно ослободување на својата земја, а се надева за скорошно ослободување на Македонија. Лазаров е само доказ дека Штип е колевка не само на револуционерни идеали, туку и на културата. Овде во градот под Исорот е одиграна првата опера во државата Палјачи, а на сцената на Штипскиот театар е одиграна и представата Маруша, која поради македонскиот јазик е и прва забранета македонска представа. Во напредна фаза е реализацијата на проектот Систем за управување со цврст интегрален отпад за источниот и североисточниот регион. Двата региони се очекува за 2 години да добијат современа фабрика, но и неколку товарни пунктови во раоните за собирање на отпадот, со што овие региони ќе ги задоволат еколошките стандарди барани од Европската Унија. Регионалната депонија или системот за управување со цврст интегрален отпад за општините од источниот и североисточниот регион се очекува да се реализира за околу 2 години. Директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева вели дека проектот тежок над 40 милиони евра, кој се реализира со европски пари е во напредна фаза. Центарот го започна проектот, но поради европската легислатива сега го води стручна служба. Знаете дека формиравме и регионално предпријатие за управување со отпад депонија Исток со седиште во Штип. Веќе се работи на студијата за одржливост. Паралелно со студијата се работи и техничката документација, значи за изградба на системот за интегрално управување со отпад. И во моментот се има некои си договарања помеѓу Министерството и регионот, нашиот источен и североисточен, околу распишување на јавниот повик за стручен надзор над изведба, односно за ревизија на техничката документација, не стручен надзор, бидејќи стручниот надзор се однесува за изведба, значи за ревизија на техничката документација. Здравева забележува дека за разлика од некои региони кои имаат неуспешни обиди за градење на современи депонии преку јавно-приватно партнерство, источниот регион го одбра можеби побавниот, но посигурен пат за реализација на проектот, кој нема да биде на терет на граѓаните кога ќе им пристигнуваат сметките за комунален отпад. Се вакцинира ситниот добиток во Штипско против болеста бруцелоза. Сточарите за секое грло кое ќе биде опфатено со имунизација ќе ги добијат и потребните потврди за да можат да аплицираат за субвенции. Акцијата за превентивна вакцинација против бруцелоза треба да заврши до крајот на мај. Забрзано се работи на превентивно вакцинирање на ситниот добиток во Штипско и Карбинско против болеста бруцелоза. До крајот на мај мора да бидат вакцинирани сите овци и кози во стадата на сточарите во овој регион, со што фармерите ќе ги добијат и потребните потврди за да може да аплицираат за субвенции.
Активноста веќе е во тек и во наредниот период, бидејќи знаете вие дека сточарите морат да се здобијат со потребната документација околу субвенционирањето, односно добивањето на субвенциите од државата. Обврската наша е да влеземе во секој одгледувалиште, како би можеле да направиме попис и евиденција, а воедно и вакцинирање против болеста бруцелоза. На терен екипите од ветеринарната станица паралелно со имунизацијата ќе вршат и маркирање, односно одбележување на подмладокот во стадата на сточарите на секој оставено женско јагне. Ги замолувам сите оние сточари кои имаат сега во моментот оставено, народно кажано, домазлък, односно ремонт на стадата, сите оние единки ќе мора да бидат уредно обележени од наша страна и вакцинирани. Зборувам за подмладокот, како за јагнињата, така и за јарињата, како би можеле да се стекнат со право во делот на субвенционирањето. Околу 40.000 овци и 5.000 кози, колку што се одгледуваат во Штипско и Карбинско, ќе бидат опфатени во акцијата за вакцинација против бруцелоза, согласно програмата за превентивна заштита. Истовремено во регионот тече и акцијата за вакцинирање на крупниот добиток против болеста јазлеста кожа. Сдруженијето на правата на ромите во Штип продолжува активно да реализира проекти поврзани со подобрувањето на животот на социјално загрозената ромска популација. Ромите кои имаат застарени долгови за електрична енергија добиваат правна помош за решавање на проблемите со исклучувањето од електричниот систем. Сдруженијето за правата на ромите во Штип продолжува со активностите поврзани за бранење на правата на ромската популација, посебно на социјално загрозената категорија. Во рамки на проектот мрежа на невладини организации Одговор на ромската заедница се реализираше работилница со социјално загрозената категорија, луѓе кои имаат проблеми со ЕВН поради заостанат долг од сметките за електрична енергија. Целта наша е да застанеме позади ромската популација и да им помогнеме околу стварувањето на правата за користење на електрична енергија. Знаете дека голем број од ромската популација се обесправени со тоа што се исклучуваат од електричната енергија поради застарен долг и така натака. Значи нашата цел е денеска да се собереме и да разговараме за проблемите, да разговараме за изворот на проблемите со електричната енергија, со тоа што нели ние и по писмен пат ќе се обратиме и до главната канцеларија на ЕВН и до владата на Република Македонија со цел да ја надминеме ова тешка ситуација, со тоа што нели имаме семејства кои по 2 месеци веќе се одстранети од електричната енергија и живеат во темница како во 42 година. Важно е да се знае дека овие луѓе ЕВН ги терети за сметки кои се застарени, а Сдруженијето за правата на ромите ќе застане за нив и ќе ја истерка до крај правната процедура. Големиот долг, 80% од долгот кој ги терети ЕВН е застарен долг. Значи тие ги теретат уште од 2002-2003 година за долг што треба да го платат и за кои ќе отстрануваат од мрежата на електрична енергија, додека сега сме 2017 година и тие за сите години наназад ги теретат како должници. И во наредниот период, Сдруженијето за правата на ромите ќе реализира работилници со ромската популација, поврзани со теми кои ги мачат во демократските процеси на живењето. 7 повредени, од кои еден потешко е билансот од синокешната сообраќајна несреќа што се случила на магистралниот пат Штип-Велес кај населбата Три Чешми. Во несреќата учествувале штипско патничко моторно возило Мицубиши Пајеро и товарно возило Форд Транзит управувано од Свети Николчанец. Со тешки телесни повреди се здобила со патничката во товарното возило 44 годишна Свети Николчанка која е задржана на лекување во Штипската клиничка болница. Со полесни повреди се здобил возачот и сопатникот во штипското Мицубиши и 4 сопатнички во товарното возило Форд. Увид на местото на несреќата која се случила околу 16 часот и 20 минути извршила екипа од СВР Штип.
И во ова саботно издание на вестите емитуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Зибери, представниците на меѓународната заедница постојано предупредуваат дека политичката криза може да прерасне во етничка. Си играат ли политичарите со оган? Да, дефинитивно мислам дека политичкиот естаблишмент игра на една многу опасна карта да искористи евентуален конфликт меѓуетнички за покривање на својот политички резултат кој до сега го има. Сметајќи дека тоа ќе ги амнестира од направеното, односно ненаправеното, се разбира дека тоа е една многу опасна игра, бидејќи внесувањето тензија на меѓуетнички план продуцира сама по себе нестабилност со можности за безбедносни реперкусии по земјата. А тоа се разбира не оди во прилог на ниту една политичка партија и на ниту една етничка заедница, ниту на целата држава. Ако на никого не им одат во прилог меѓуетничките тензии, тогаш зошто придонесуваат политичарите за нивно разгорување? Која е причината? Му оди во прилог на структурите политички кои не се спремни да ги почитуваат резултатите од неодамно спроведените избори во Република Македонија. Резултати кои треба да продуцираат органи на власта кои ќе бидат одраз на изборот, односно волјата прикажана на изборите. Од ноќеска на полнок почнува летното сметање на времето. Поместете ги стрелките за 1 час нанапред. Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред, односно од 2 на 3 часот, од ноќеска по полнок почнува летното сметање на времето. Ваквото сметање на времето ќе трае до последната недела во октомври, кога во 3 часот наутро стрелките на часовникот повторно ќе се поместат за 1 час наназад. Преминувањето од зимско на летно сметање на времето е воведено заради заштеда на електрична енергија, зголемување на продуктивноста на работната сила, прилагодувањето на луѓето и поради поефикасен работен ден. Седиштата на градскиот стадион во Штип ја добиваат црвено-жолтата боја. Наскоро ќе се надградува и покрива најголемата трибина, а во продолжението на соблекувалната ќе се догради спомен музеј соба, во која ќе се изложат фотографии, дресови, знаменца и се она што е значајно за богатата историја на фудбалскиот клуб Брегалница од Штип. Со самото појавување на градскиот стадион во Штип се стекнува впечаток дека тревнатиот терен одлично се негува и нуди изваредни услови за игра. Многобројните гости кои имаат честа да ги следат за преварите на Брегалница во овие неколку кола, просто се воодушевени од квалитетот на тревнатиот терен, велејќи дека еден, ако не и најдобар во Македонија. Раководството на Брегалница продолжува со активностите околу подобрувањето на условите на градски и за играчите и за гледачите. Фудбалскиот клуб Брегалница заедно со јавното предпријатие ИСАР и локалната самоуправа на началникот се трудиме да ги овозможиме сите услови кои што треба да ги имаат фудбалерите на фудбалскиот клуб Брегалница и навивачите да се чувствуваат пријатно кога ќе дојдат на надпреварот. Од наша страна се е направено, се е дадено, се очекува само поголем ентузијазам и поголема борбеност, жртвеност да играат фудбалерите на Брегалница за својот клуб, да играат за својот град и да направиме резултат, да се обидеме да обстанеме во првата лига. И иако сами знаете дека ние кога дојдовме кај раководство, веќе Брегалница најдовме во една многу лоша состојба, кажи речи испаднат. Моментално работиме на фарбање на слочињата овде на трибините, ги обновуваме скрашените со нови слочиња, ги фарбаме во стилот на знамето на Република Македонија, бидејќи се надеваме дека овде ќе има интернационални утакмици ќе се играат на овој стадион. Веднаш потоа ќе пристапиме кон тече тендерската постапка за покривање на трибината овде од страната
од кај река Брегалница. Оваа трибина ќе биде покриена и адаптирана за модерни услови. А исто така најавуваме дека ќе направиме, ќе преадаптираме на просторија од овие простории овде што ги има во фудбалскиот клуб Брегалница, во музеј на фудбалскиот клуб Брегалница, каде ќе бидат поставени сите пехари кои што ги има освоено фудбалскиот клуб, ќе бидат поставени историја на сите фудбалери кои што играле фудбалскиот клуб, ќе бидат ставени дресови од 50 и некоја година па се до ден денес, ќе бидат извадени неколку фудбалери кои што се звучни имиња за градот и кои што представуваат икони на фудбалскиот клуб Брегалница. Јас уште еднаш апелирам до сите навивачи, до сите граѓани на град Штип. Желбата е голема на сите нас, се надевам дека ќе дадат поддршка сите, максимално да трнеме политиката на страна, било која, дали некој припаѓаат на ВМРО, ДПМН, дали некој припаѓаат на СДС, дали некој припаѓаат на друга политичка партија, фудбалот пред се, односно Брегалница, фудбалскиот клуб Брегалница пред се, да успееме да останеме во првата фудбалска лига, а потоа натаму ќе видиме што ќе правиме. Инаку сега е пауза на првенството во првата македонска лига поради квалификацијскиот настап на македонската репрезентација, која синоќ ќе го победи Лихтенштејн со 3:0 и пријателскиот меч со Белорусија. Првенствените прволигашки возбудувања ќе продолжат на 2 април со одигрување на редовното 24-то коло, во која екипата на Брегалница ќе гостува на тимот на Прилепска победа. Одбојкарките на УГД Студент во првенствен надпревар во Битола ја победија екипата на Пилистер Волеј со резултат од 3:1 во сетови. Машката екипа на УГД Студент вечерва ќе гостува на екипата во Струмица. Фудбалските третолигаши од групата Исток ќе ги одиграат надпреварите од редовното 20-то коло. Екипата на Китго Пехчево по нерешениот исход со лидерот Беласица ќе гостува на тимот на работник Џумаилија. Фудбалерите на Китго Пехчево ја продолжуваат битката за продор кон горниот дел на табелата со желба да дојдат на едно од првите 4 места, а кои го трасираат патот кон новата втора лига Исток, која ќе започне наредната сезона. Китго Пехчево имаше тежок распоред во првите 4 пролетни кола, во кои се сретна со директните конкуренти. Екипата на Каменица Саса, која беше победена, потоа Плачковица од Радовиш, од која минимално загубија, и со лидерот Беласица од Струмица, во кој меч освоија само 1 бод. Следува надпревар со екипата на работник Џумаилија, во кој со внимателна и сигурна игра треба да се одигра на победа и за освојување на нови 3 бода. Еве ги комплетните парови за ова 20-то коло. Тиверија Василево, овој надпревар се одигра во вторникот и заврши со резултат 0:2, односно победа на Василево. Овчеполе Бергалница Голак, Осогово Рудари 1947, работник Џумаилија Китго Пехчево, Беласица Малеш и Плачковица Напредок Здраве Радово. Слободни во ова коло ќе бидат екипите на Слог 1934 и на Каменица Саса. Надпреварите ќе се одиграат во недела 26 март со почеток во 15 часот поради промената на летното светање на времето. Заладување и опаѓање на температурите веќе од утре, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а кон крајот на денот и во текот на ноќта на планините со повремен снег. Ќе дува умерен во западните делови повремено засилен западен ветер. Во текот на денот ќе има и услови за појава на ретки грмежи. Утринската температура ќе се движи од 2 до 9, а дневната од 15 до 22 степени. Од понеделник се очекува позначителна промена на времето. Поради спуштање на постуден воздух, температурите позначително ќе опаднат, а ќе има и врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекуваат во западните делови и повремено ќе бидат со умерен интензитет. Во понеделник дневната температура ќе се движи од 7 до 13 степени. Време е да се одјавиме од вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на Ирис Мака или социјалните мрежи. Имајте пријатен викенд.